Ајде, уште една здраво живо. Трето издание на Копање по музичката историја и сегашност. Прво во оваа година, 2026. Минатата година се загревавме прво со годишнината од албумот на Бастион. Следното беше годишнината од албумот на Ден за ден, кога имавме едно големо изненадување кога ни се појави еден од членовите на Ден за ден сосема неочекувано. Денеска, нешто што не очекував дека ќе ми се случи, после колку години, 30 на години веќе се среќаваме со Ѓокица Зафировски или познат во музичките круги како Џоле Санс. Џоле, почестени сме да те имаме денеска овде. Зашто те нема? Затоа што Џоле 30 на години живее во Англија, во Лондон. Па не е дека ме нема, јас доаѓам, али ме нема. Не сме се сретнале во патиштата. Така. Не сум исчезнал. Така. Вака сега. Како да почнеме? Јас во најавата напишав вака. Во новото издание на Копање по музичката зборуваме со Џоле Зафировски, фронтменот на блескавиот скопски бенд од 1990-тите Санс. Но музичкиот багаж на Зафировски, кој 30 на години живее во Англија, е многу повеќе од Санс, а можноста да го начекаме во Скопје е настапот што деновиве го имаше со неговиот најнов музички проект, бендот од прва. Да. Сега, ќе разговараме за неговите музички радости, почнувајќи од најраните спомени за неговото присуство на македонската музичка сцена, за уникатниот звук на неговата електрична гитара, по кој го паметиме, за чудесните комбинации од музичари со кои што соработувал, за Бибап е Чак Бери бенд, за Коприва Рекордс, за музицирањето во Англија и за тоа што предстои. Само да се спомнам уште еднаш дека серијалот се навраќа на историјата, но зборува и за иднината. Ќе зборуваме и за она што ќе се го ветиме до следната средба со Џоле. Џоле, вака сега. Благодарам на поканата. И ми е многу драго што ме поканевте и што те гледам по толку години. Исто. И да, се надевам многу в мојот. Ајде, да почнеме како ќе го одмотуваме клопчето. Вака, јас се обидов да се сетам кога прв пат некаква средба сме имале. И сега, јас се сеќам на една средба, на една случка, каде што можеби ти не беше учесник. Тоа е Рокфест 1987 година. Добро. И бендот Захарула Буши. Чекајќи да настапи бендот на мојот брат Игор, скрби утеха, се појави бендот на програмата Захарула Буши со еден стамен пеец, кој што многу ми личеше на тебе и мислев дека сте истиот човек. Но тоа не беше ти, туку беше твојот брат Александар Зафировски Клео. Да. И сега, во поставата на тој бенд, случајно или не, натапани беше човек со кој што подоцна ќе свириш, но ќе биде во друга позиција, Саша Павлович Фречко, кој што во таа позиција беше бумњар. Ја мислам малку дека си ги помешал тука. Ајде. Не беше баш така. Значи, мислам дека на Рокфест таа година не беше со Захарула Буши, беше со Вел Викторија. И сега ќе ти кажам, каде Захарула никогаш не свиреше на Рокфест. Така остана како заташкано. Може ти се сеќаваш нешто што ја не се сеќавам. Дури ќе ти кажам и стихови. I got joystick, I got Scania, I got video games. Така? Да, ќе опрашаме Клео. Подобро се сеќаваш од мене сигурно. Добро, значи, ете, видиш тоа мене ми се избришало сеќавање, али штом фати за Рокфест, тогаш беше дефинитивно тој период 86-7 со Вел Викторија, ако некој се сеќава на тој бенд. Го паметиме? Да, значи тука беше Сашо Крстевски, покојни. Да. И Кети Велјаровска. Така. Значи јас бев гитара, Сржан Јаничиевич беше бас и на бубњови беше Горан Курчо. Се не знам што братно Зоран Курчо исто свиреше со целофанот во Рок Агресори и од други бендови. Значи тој состав, не ви праша првите музички радости, е уствари првиот сериозен, значи настап со авторска музика. Ми тоа беше долго време, ние со години со Чак Бери, уште од средна школа почнавме со
свирење за зезанци, значи искуството на сцена не беше ново, али беше како авторска музика, брз настап. Ако сум заборил за Харула, Не случајно ги Убиеш кажувам ме, за Харула Буши, затоа што тоа ми дава вовед во една друга тема која што ќе Добро. надоврземе. окей, Значи имам впечаток дека тоа беа некои другарства музички кои што допира различни други бендови кои што беа присутни тогаш. Благодарам што ги спомна Вил Викторија, јас не се сеќам на настав, не сум бил мал. Прва година средно кога било тоа. нешто, да. И сега, се сеќам дека имаше песна на Вил Викторија, мислам која што во времето на Мизар, кога Сали и Кети свиреа таму, ја свиреа, ти дали чувствуваш немир, така нешто? Да, тоа е една што остана во сеќавање и снимка направи само Сашо потоа како соло, меѓутоа за жал имаш некои концертни снимки, али не остана ништо од тој бенд. Али после јас свирев ти, имавме акустичен концерт со Андреј Анастасов, кој што е тука присутен со нас, Еди, Еди, значи бубнjarот на Санс, и акустично свиревме 2005-та, направивме концерт во МКЦ и тука ја свирев ја ти, како посветен на Сашо. кај ми е надоврзувањето на темата. Мислам дека тоа е една населба која што врза различни бендови. Да, Ги спомнавме Кети, го спомнавме Сале покојни, Да. тебе и Клео. Мислам дека Чак Бери пак ќе врти околу таа околина негде. комшија и Мирко со кај последна четворка некаде тоа тука мало. комши, исто школа. Сега и тука јас си го врзам тоа во Але пази, меморијата. тука ти е Мики Џафер, тука ти е Јане Цевката од Макакус, Да. од постарите генерации, И ќе спомнам Боби Мицев, легендарната улица Петар Делјан, Петар Делјан. да, која што ја знаеме како контакт адреса на Коприва Рекорд, за која што подоцна ќе зборуваме, Да. за која што исто така стоиш. Да, да. Значи, мислам дека тие згради околу училиштето Невена Георгиева Дуња дадоа многу бендови кои што оставија трага. Многу музичари, многу добри бендови, да. Ај кај што го спомнуваме ова. Значи, ќе влеземе подетално после околу звукот на твојата гитара. Но ќе те прашам како почна да се занимаваш лично со музика и што во тие најрани денови го формираше твојот музички интерес? Вака, мислам дека имаше 2-3 фактора. Значи, еден е дефинитивно, и тоа го кажувам стално на сите, која е таа шизма што ми кажала, ајде, некој џокица мали сум бил, нели, четврто деление, фати гитара да свириш. Значи, имав еден прекрасен професор, Димитар, мислам дека беше Димитар Димитриевски, по музичко у Дуња. Океј. И четврто деление сум, Димитар доаѓа на час и секој час е нешто, дали е барок, дали е класика, дали е Бах. Тој час темата беше фламенго гитара, а Димитар беше професионален фламенго свираш на шпанска гитара. Али фламенго имаше прсти, ногти, тоа се. И доаѓа Димитар на час и ние сите спремни нешто леау, нешто па теорија, нешто имиња, ова она. Не. Го зема, знаеш катерите како беа школски, го зема столчето, го стави пред табла, доде со куфер. Прем влези, тоа беше, нешто што е ова, знаеш. И изведи гитарата од куфер, 45 минути, фламенго, концерт на гитара. Ја останав зинат, закопан, умот, увселена отиден. Тоа беше тој момент кој ја реков, вау, јас сакам да свирам гитара. Јас сакам вака да свирам гитара. И моја среќа, он го водеше оркестарот во Дуња. И водеше секција за гитара, каде што држеше часови. И ја дојам дома, викам, јас сакам гитара. За ројенден, не знам зашто. И фала Богу, значи, дедо ми Бог да го прости, нема проблем, внук, сакаш да учиш гитара, нема проблем. Он ми ја купи првата акустична од Гиевски. И така е, ја почнав во оркестрот додам и таму ги научив првите акорди, шпанскиот таз го научив малку класика и толку беше. И после тоа вториот фактор е дефинитивно јурок, музиката, плочи, више постари браќа, сестра си имавме, значи дома више имавме колекции, кога идеш на гости кај другарче, ако има постара сестра, брат, имаше добри колекции плочи, значи
и од англискиот свет, меѓутоа ју-рокот беше многу јак. Знаеш, после Азра кој ќе ја чуеш и знаеш и Полис и Боб Марли, нешто друго почнува да се случува. Така, се прашуваш, вау, сега што е ова? Знаеш, и така натаму, да не должам. Значи, тоа се прилика иницијалните каписли, тригери. Првите импулси за здружување со други луѓе што свират, како беа? Имаше во малото како не, луѓе што човече. те прифатија генерацијски за свирење или повозрастни или... Значи, тоа мало, ти не може навечер цел летен распуст и преку година долу у паркче да нема некој што свири акустична гитара и се пеат песни и актуелни од ју-рокот, сега тука има и кичови, мичови, има и други ствари и нели странски песни од англосаксонскиот свет, американски и англиски. И нема помени замени, знаеш, се свири гитара, ќе купиш некој, па ќе кажеш дај ја ќе свирам, па ќе идеш дома ќе научиш некоја песна, па ќе собереш храброст. Стејџот е малото, парчето. Стејџот е малото, клупите се тука и доаѓа сите, знаеш, Семки, Мемки, Гриска, се пеат песни, заедно, групно. И народно сме пееле, традиционални, знаеш, поготово после 2 флаши вино. Црвено вино од самопослуга од Славија. Нема везе, значи, али првите групни бендови беа тука 7-8 одделение некаде со Мирко, заедно од Чак Бери бенд, значи Мирослав Тодоровски. Мирко, со него сме другари оддамна и тука почнавме по дома, инспирирани малку од, право ти кажам, од Азра. И така текстови почнавме пишуваме, да компонираме наша музика, знаеш, тоа време се појавија и Оргазам, тие првите Лише прекрива Лисабон, знаеш, тоа време, знаеш, по алт рок, по интересен звук, но сето тоа влијаеше на нас. И тука со игли за плетење, со акустична гитара, а јас свирев тогаш мелодика. Не свирев гитара. Имавме оние мелодика, знаеш, Да. се дува на уста. Да. Идеме сайзер. Мене исто прв инструмент ми беше мелодика. Сайзер, гитара, глас и Жаре имаше еден исто комшија тука. На кожните столици. Тие беа драмсетот. Тоа беше драмсетот. Да. И така, тоа се првите. Кажи ме интригира, мислам дека хронолошки не знам дали е меѓу првите работи што ќе ја кажеме Bebop and Chuck Berry Band. Да. Ме интригираше уште тогаш насловот на бендот Chuck Berry. Така. Колкаво беше влијанието на Chuck Berry врз тоа што ве интересираше во музиката? Епа, има еден период кога Мирко поготово се интересира за тој првиот помеѓу блузот и Елвис, има еден 10 години кај што се создава рокот. И татко на рокот е Чак Бери. И Чак Бери го зима пијано рифот од својот пианист. И он тоа го свири на гитара. И така го создава рок-н-ролот. Тој воберот на Джони Би Гуд. Не е важно. Значи, почнеме плочи тука се собираат, тој период се појави Stray Cats, значи еден, како се ката, Rockabilly Revival, али Stray Cats албумот е панк рок Rockabilly, мислам, тоа е чудесен албум. Многу влијание имаше тој албум на нас. И таа желба да се свири добар исконски рок-н-рол за забава, значи да не биде патетичен, преработен, кичерајски, туку онака, до коренот. Во изворите. Во изворот, значи, одма после блузот. И сега ние слушаме многу блуз, слушаме многу изворен рок-н-рол, значи пред Битлси, пред Стонси, пред Елвис, тука, Карл Перкинс, Чак Бери, Мадди Уотерс, тој сегмент. И тука настана првото кинење музика. Значи, од плочи, кинење, учење гитара, дека нема тука ментор кој да те научи. Слухот што ќе ти каже? По слух, по и по желба, па собиравме заедно, па на акустични гитари ќе ги скинеме и сега што правиме? Треба електрични инструменти. Од каде пари? Сега 20 се намало за акустична, сега дај молим те купиме електрична гитара. Нема. А и достапноста на електрични гитари во тоа време беше скудна. Скудна, многу скудна и скапи беа, брате, не може ти дајме 3000 марки за Fender. Не постои тоа. Среќа моја има пак тој мојот дедо Ѓорги, Бог да го прости. Имаше штедна книжка, онака дена по дена Стопанска банка. И викам, дедо, колку има на штедна? Па има, викам, околу
нешто 400 марки она. И тоа целофанот ќе шиткаше неговата Јолана. Целофанот Цеки. Руден, Зоран Руден, он исто беше многу добар гитарист, има рок систем бендот. И после и нели соло, али он имаше на црвена Јолана што беше копија на Gibson 335. Беше Hollow Body со виолинскиот клуч. Викам, ова е Ептен рокабили гитара. И од него ја купив за 400 марки на времето. А онда се купи Yamaha. Значи, у тоа време и така првата електрична гитара. Мислам дека имаше една црна Yamaha со седив и нешто. Да. А ја имав тој неговата црвена Јолана. Океј, ја знаеш една песна, не знам кој беше. О, Јолана, види како ми даваш. Најдобра за мене си ти. Од кого беше? Патика ли беше? Не. Партнер Лео, така, да, некој ќе се сети. Да. Не сум знаел дека постоела песна за Јолана. Има песна за Јолана гитарите. Партер Лево. Партнер Лео, така. Али не, сега гитарата беше топ, ама сега немам појачал. Дали ти беше во она адаптација на Радија Лампаши во појачало? Кастофон. Значи лемење од бананата банање жици, мала банана што иде у микрофонот на ниш кастофон. И не од микрофонот и тоа природно дисторзира и тоа е првото појачало. И со тоа сме пробале. Алхимија. Да, алхимија. После други кои беа во бендот во тоа време? Кога се пази, ја ти кажам, опремата. После пошто тоа бевме више прва година средно. У втора дојде у наш клас Валентин Видовски Тини. Значи он не е познат нешто после као басиста, али одличен музичар, прекрасен басиста, огромен слухиста. Валентин Видовски Тини. Тини, да, Тини. Да, он е Калдер Макафулето до Ван Гог. Он е собственик. Тинина Снешка, да. Средно се, он појачало демек за проби, донесе од неговото средно школа некој Тефталиџа, како се беше заборил. Само кажи во кој училиште беше ти? Дуња. А средно? Средно Корчагин. Корчагин. Да, сите бевме Корчагин тогаш. И он имаше на радиостаница, ратна радиостаница. Пази, војна радиостаница. 40 ватна имаше звучник, али радио со фреквенции за веза. Да. Така, од школото. Таа радиостаница ја донесе кај Мирко доле у подрум и на неа пак споивме кабли, идеше све, и гитара, и бас, и вокал. Што ја адаптиравте во разглас? Во разглас, али тоа имаше еден улаз. Значи сите идат на една пана. Сплит. Ама не е сплит, све е залемено со жички. Све залемено во едно. Тоа беше почетокот наш, а бубњеви у средно свиреше од клас свиреа, меѓутоа после посериозно стана кога се приклучи Ружниот. Добре во ја дојде на бубњеви. Тоа време живееше со нас, малку се дружеше со нас. И имаше еден одврајен студент по математика, другар ми беше, па со него као ќе прави бенд нешто, па он имаше бубњеви. Па ја му ги земав кај ќе правиме бенд, ама го излажав. Тоа му ги земав бубњевите и му ги давам на Ружни. И така човече, имаш бубњеви, имаш разглас, имаш више услови за работа, имаш подрум со сладко од дуњи, со ајвари, со лутеници и тој е почетокот на Чак Бери бенд. За која година зборуваме отприлика? Да, ова ти е више 85-та, 6-та, пред 86-та, 7-та, да, 86-та, 7-та, тука. Трета, четврта. Тој бенд ќе потрае негде до кај почеток на 90-ти можеби? Ќе продолжи без мене. После, да, затоа што јас веќе кога се вратив од војска 89-та, више бев решен да си направам авторски бенд. И тоаш решив као дечки не можам више. Се беше добро, али најважно тој период е што толку многу учиш со свирење на тој, нели, класичен рок-н-рол и аранжмански и музички, ја тога се оформив како гитарист. Се до тоа знаење гитарско, учиш скали, учиш аранжмани, учиш она правилно добро свирење, значи увежба на све да биде така натаму. Целиот занатски дел на правење бенд, преговарање за свирки, карање за пари. Тука има многу приказни, само не знам колку време имаме. Каде се свиреше тогаш?
Па по кафичи ние први почнавме пред сите, значи немаше кој сега што свира верзија. Девин Гог. Аха. Да, како тезга роши, ама не свираме тезга, туку бевме ригорозни. Митоа тие уработки сафе малку автентичност. Не беа така лице за лице скинати, клин за клин. Имаше тука малку автентичност, промена аранжмани, солата никош не беа исти, а импровизирав нонстоп. Сега имаш тука просто пак некоја рамка, ali kao gitarist, импровизација Ми бате. прати еден линк деновиве, кај што има, тоа е објавено уствари за слушање најгласнije. Да, за загребачки. Тој е овој период што го зборуваме на Биба Печак Не, Бенд? тоа е после. А после? Тоа е снимено 89-та. Аха. Беше ти 90-та. уште член на бендот? Да, Така. уште се зезавме тогаш, тоа се последните денови. После таа свирка и у Скорпион свиревме, имаше другар му на Деко Картерот клуб. Баш таму го видов некој да го спомене Скорпион, Да. кој што беше онака радикално нешто во скопската понуда на ноќен Одличен живот. клуб, одличен Она клуб. скривница за војна атомска и станица. офарбана целата во црно Црно, и се вика Скорпион. Да. Имаше некои селјаци на врата кои што онака сме чекале со сати да не примат внатре да влеземе зашто копилјаци. А дека беше диско, нели? А беше програмски беше одлично, имаше свирки. Да, таму и Санс првата свирка е Санс. И у Скорпион е првата свирка е Санс. Вака сега. Ја предлагам ќе направиме една мала пауза. Лазе, дали ме слуша? Лазе? Значи Бибап е чак бери бенд, мислам да пуштиме малку. Може од првиот дел, таа е на зградата А1, исто таа е многу... Велиш, таму пише во кисела вода лайф. Каде таму? Па над моста на А1, на зграда. На Петар Дељан. Да. Аха. Уште на Петар дена се случуваат магии. Леле, па јас сум бил и на журка таму. Па ете. Ајде, не понатаму, значи чувме она што е објавено како слушај најгласнije. Каков носаш беше тоа? Касета. Касета. Да. Слушај најгласнije Зdenko Фрањич, легендарен од Загреб, од кај беше. Независен издавач. Мислам дека он објави Лола Вштајн првиот албум, ако добро се Да, сеќам. да. Или не, слушај најгласнije беше друго. А, не. Беа овие Мајке, Сатан Панонски, таа екипа. Винковци. Винковци. Да. Вака сега, овој бенд Бибап and Chuck Berry Stars, and Chuck Berry Band, подоцна доби една друга формација кај што уште едно изненадување, како бубањ дојде Бут. Да, Бут, точно. легендарниот ти речам бубњар на Бадмингтон си, во тоа Борис време и Георгиев. Мизар, Борис Георгиев. Тоа беше времето од како Бут излезе од Мизар? Да, после тоа. Тоа е, значи, заврши прилаз на Мизар, еден мал детал само за Мизар, значи, кога отидоа Сашо и беше басиста и пратечи Мизар на првиот албум, Кети е Клавиатури. клавиатурист, да, и Катерина Велјановска, Кети. да, Катерина Велјановска и Борис Георгиев Буте е бумњар. Така. И Горан Таневски И и Горан Чаповски. Чаповски. Тоа е првиот Мизар. Така. Не е тоа првиот Мизар, тоа е тимот Што го направи првиот албум? Сними првиот албум на Да, Мизар. што го сними, да. И он е беа Љубљана. Ја тогаш бев во војско Љубљана. Аха. И дојдоа Бут, Сале и Кети, ми извадија од касарна и отидов на снимање у Тиволи, у студиото. Тиволи? Да. Се запознав со кој, како се геше, Фокс? Фоксо, со овој Тонецов од Лајбах и од, оној, како се вика, други, не е важно, он беше Тон Мајстор, овој беше продуцент. И бев тука на миксање, знаеш, се видов со... Ти, Да, и многу интересно. А пред тоа пиевме, јадевме она работнички, она салама и леп у Љубљана, знаеш, јадеа предината студио. Интересни приказни, значи, многу бевме врзани, многу, и после пак ќе спомнам со Горан Таневски за Санс, ќе дојме и до песната Ден. и песната ми тоа многу помогна и во сценографијата и дизајн на плакатите на промоција на албумот на Санс. Аха. А ќе дојме до тоа. Да. Останавме пријатели долго време, ама за жал не сме веќе. Значи, Бутот беше во оваа формација, Да. го заокружиле тука некаде Бибап and Chuck Berry Band. Да, со оваа свирка, значи Бутот, Тини и ова завршува и тука е 90-91 се случува и режисерот Христо Васил, ако идеш во таа тема,
пошто многу не сакаше као бенд и он правеше дипломска театарска. Сакам да одиме таму. Ракета магазин Да, ќе спомнеш. Ракета Да, магазин, да. тоа мора да го спомнеме. Да. И не викна да му правиме, ме викна мене да му напишам музика за представата. И пошто представата и тематски му е како рок-н-рол бутондиштво. Насловот беше надвор од умот на представата и на албумот подоцна како саундтрак што ќе. Да. И на темата, оригиналната тема што ја напишав. И значи тука беше микс на има поле авторски композиции, значи наменски за представата, значи опишани од режисерот ми треба ваква, ми треба таква музика. И рече нешто рок-н-рол Чак Бери, ама па отидовме скроз на автентична преработка, значи на кавер верзии, ама со автентичен пристап. Значи таму ти ги чуеш песниме не личат на себе. Значи Ќе го споредам тоа. да. Многу битен во животот ми е албумот на The Residents, The King and I. Така. Со преработките на Елвис во изведа на Residents. Така. Значи, некој ќе рече унаказано сосем, ама некој ќе рече тоа е голем арт. Или е друга визија и како се вика ново видување на музиката, да. Кога го чув овој албум Ракета магазин и имаше на песна Train како Mystery Train. Mystery Train. Е таа е од Ле викам каква е ова? не е тоа ја пее Елвис, таа е Star Country. Да. Али тоа е направен како Stone Roses. Значи звукот е со вахот. Целата идеја вика како може да направам ваква песна да звучи малку како брит данс, Тој знаеш. период веќе ме воведува во оној што го знам како препознатив твој звук на електричната гитара, кој што како ќе го опишам. Значи мислам дека има некаков сустейн таму, вакво нешто компресор, што ли е тоа? Добро. Го има вахот, има дисторзија и има некое хорусирање ми се чини. Значи тоа кога ќе даде една палета на звук, онаква ширина на се што се свири, Не си викам, ова е далеко, золе. да, не си далеко, меѓутоа основниот сетап ми бил секогаш вах, дисторжен и дилеј. Значи тоа хорусирање си го слушал Аха. и понекогаш фленџер ако се позаемам од некој, ја нема фленџер. И пошто немав никогаш добри пари за фуз да земам, пошто фуз ми беше како Electro-Harmonix Big Muffet, легендарен. Бев кај Басе Виров и некој со Дарко од Дореми за концертов на Сеско гитарава требаше малку да се среди и Мостов. И од кај него, кога имаше дуќан кај Зелено пазарче, Се сеќам во старата зграда, старата зграда доле, Да. имаше изглед на црвена волумен дисторжен, се викаше Wizard. Ја гледам, викам, не е бренд, не е Boss, не е Electro-Harmonix, не е... Името не на моделот е не е такво? Ibanez. Не е Japanese, се изненадиш. Чешка. Чешка, човече. Али? Wizard. Така. Удоре ми. Не ми текнува на лазе, да. Али не се, значи, после тој дисторжен го земав и го заменив, имав Boss Overdrive и Boss Delay. Тие ги заменив со имаш еден боби гитарист свиреше со запекот, ги заменив за Клержо. и со Клержо за Димарджио магнет, значи дупли, да имам боја дисторзија, пошто мојот Ибанес беше джез гитара, немав добра дисторзија. Пази, и за едно скапано појачало handmade со Marshall звучка. Значи ја му давам overdrive и delay На Боби. на Боби за узврат, за магнет и за појачало. Така, и од тогаш само gain и вах, значи без педали. Ја спомна гитарата Да. и од секојаш сум се понака прашувал што беше оваа гитара. На изглед ме потсеќаше на Крамерот на Гораст. Е, Ги имаше да. оние Иста линиите, шара, шарата иста му беше, линиите да, да. паралелни ги имаше, ама имаше некоја поинаква глава. И се викам, ова не е Крамер, кој знае што е ова? Ибанес. Ама само Џуле имаше таква гитара Да, на единствено. сцената. Тој е од 70-тите Ibanez Musician се вика. И е правена за джез гитаристи и таа си ја купив од Холандија. Пошто Јоланата више, мислам, сакав сериозен Ја- човек ја да стана. надмина. Да, треба да знаеш сериозна гитара, не можам сега со Јолана да правам сериозен бенд, сите Фендери, Мендери, Крамери, ја Јолана, разбираш? Не иде. Мислам, психолошки, мислам, сум можел да со Јолана, така, комотно. Ама млад човек. И ајде се здадов, работев во Грчка, собирав праски, товарав лубеници,
отидов в Холандија, пакував цвеќиња. Значи тоа лето шљакав и се вратив од Холандија со ибанезот. Која година зборуваме? Тоа ти е 89. 89. Да. Ај вака, на кратко само. Лазе, на Bandcamp, Ракета магазин, Mystery Train. Може мислите. И надвор думата е добра да спомнеме, пошто тука Ирена. Сакаш да ја пуштиме надвор од прво? По-мирна е Ирена Кавкалевска, Бог да ја прости, пее вокал тука. И таа е авторска. На надвор од умот? На надвор од думата. Значи, ова беше Ракета магазин, снимено во Audiolab на Да. покојни Тоше Попсимонов студиото во тоа Да, време. тоа е. 93-та ли беше? 90-91. Така. 991. Да. Ќе одиме понатаму. Сега, како оди редот? На кај Санс одиме? Одиме на Красанс дефинитивно, дека веќе ја предално свирам нели и од времето поише бендови и после Дали ги опфативме сите до сега во тоа време што се да, случува? Захарула Вел и чак бери се трите основни. Сега имаше тука уште некои работи, ама тоа беззначајни се, мислам, не е останало толку длабоко сеќавање. Ај, еден вовед да даеме во времето на Санс. Ајде. Да речем, тоа е за мене време кога се појавуваат веќе независни радија, Клуб 100, 103, сето тоа. Пред 103 е тоа, Санс Или- 89-та. Пред 103? 89-та е Санс. Аха, 89-та. После 90-та Добро, почнува. на некој начин почнуваат да влегуваат кај нас овие поновите музики во нашиот свет, кои што се од источниот и западниот брег на Америка, Бостон и Сиетл, и сега ни влегува нешто чудно ново. Кои бендови се во тоа време актуелни на македонска сцена? Мизар е со првиот албум актуелен се уште. Мизар не бе Мизар, Оди? Мизар првен беа Берлин Гори. Па Ама после- зборуваме за крај на А, тоа, 80-ти, да. почеток на 90-ти. Па Архангел првата ја снимија. Така? Првиот албум на Мизар излезе. Првен Мизар. Излезе Клерзо со Ritual и People негде 90-91. Излезе Архангел првиот албум. Да. А, Па Павот на Византија. Пред тоа нема они албуми, беа многу влијателни. пред она инкарнација на Мизар, пред првиот албум. Пред тоа Бадминтонс. да. Пред тоа сите они влијаја на нас. Поготово Бадминтонс на мене. Но Дури и омаж направивте со сите Да, обични луѓе. Ја обавезно ја обработивме. Пак на еден свој начин. Ali се обидов да го симнам на гитара солото на Деко тогаш и мислам добро го симнам. Клавиатурското соло во гитара да трансформираш. И со две гитари морав да го Ќе ја чуеме, ќе ја Да, чуеме. Да, да. Како ќе влеземе во приказното на Санс? Ајде. Тука се случува, значи тука и Ракета магазин више се снима, тука и Чак Бери заоѓа и ја више почнувам барам луѓе. Едноставно, сакам да пишувам моја музика. Сакам да почнувам да пишувам моја музика. Ја почнувам да правам мои композиции, меѓутоа ми треба бенд. И имав еден другар у мало, Дејан, он не беше по бендови, меѓутоа имаше желба да стане музичар. И вика, мај да пробаме со тебе, знаеш? И почнавме да бараме басиста, бубњар. И у тоа друштво тогаш беше Мирна Арсовска. Аха. И он и се јави, вика, бе, Мирна, правиме бенд, ајде свириш бас. И Мирна каже, добро, ајде, ќе свирам бас. Да. Мирна беше на почеток басистка. Првиот басиста на Санса е Мирна. Бимо заборавено. Да. Да. И вика, Мирна Арсовска, сестрата на Бодна Арсовска. да. И стално викав, бе, земи го тоа Рекенбекерот, викам. Без Рекенбекерот не доаѓа на прово. Се шалевме. Ле. И после Мирна кажа, имам, викам, ајде Мирна, знаеш кој бубњари и она, пошто ние со бутот пробавме едно време. Како Санс на Не. Уште не беше Санс. аха. Тој беше бендот што јас сакам. авторската музика која Авторска музика. Да. И беше еден Тино уметник на пијано, нешто суваци, па Мирна, па Тино се откажа, па Бут кажа, Джоле, знаеш што, не ова, тоа, знаеш, не ми лежи. Направивме 2-3 повики него доле у Мичурино, тој познатиот подрум кај што сите пробавме. Да. Не ми лежи тоа. Викам, добро, Бут, да сме живи и здрави. И викам, Мирна, знаеш некој? И он вика, па вика, знам еден, вика, Сале, вика. Ајде, вика, вечер ќе се видиме во Ван Гог да се запознаете.
И у Вангок се гледаме, доаѓа Саша Павлович, Сале, он тоа свиреше бубњеви. Да. И имаше некој канти, имаше Имаше бубњеви. тоа време, Да, некој. да. Здраво, јас сум Сале Џо, викам, правиме бенд, викам, не треба бубњар, викам, ако сакаш, добро, ајде ќе пробаме. Он, вика, имам јаден другар, гитарист, Гуле. Гуле, Александар Гулевски. Викам, супер, нека дојде и Гуле и имаме бенд. И ја тоа време и бадминтон спроба кај Финки, не Финки, доле кај електрофакултет у бараките. Просторија има таму. Па ние дојдовме од друга просторија, па после заедно се приклучивме нешто. Имаше нека варијанта таква. Али тоа сакам да кажам дека од тоа време колку бевме сите солидарни едни со други. Ми требало педал, ми требало појачало. Ја не знам на гора сколку пати тоа воксо сум кидам до Козле, ќе го земам, ќе го вратам. Нема проблем, Џоле, зимај. Знаеш, ми треба ова, ми треба она. Нема проблем, ни треба микрофон, нема проблем. Делење простори, бубњеви нема проблем, зимај. Значи, со Last Expedition, со Архангел, со... Сите бевме една голема заедница. Да, се подржувавме, си помагавме на себе си. Тука у таа просторија, значи почнавме со авторски неколку мои песни. Формација Сале, Мирна и Гуле. Да, Сале на бубен, Гуле на гитара, јас сум нели вокал и гитара, Мирна е Бас. бас. И после решивме повеќе гласно пеење, па пееја и Гуле и Мирна, значи почнавме да пишуваме повеќе гласни песни. И сега во тој период ние почнавме да пишуваме на англиски. И тоа беше во ред, пошто и сам кажа, голема инфлуенца настана као нова сцена, со Пиксис, со Хускерду, со Гранџов, со Матхани, со таа сцена доаѓа возбудлива. Има многу бендови да не ги поеме, Тајансон Джуниор, Пафало Том, не знам. Пафало Том, да, многу. Значи американски нов рок во секој случај, што не беше многу различно од ю-рокот, да бидам искрен. Со целиот ниет на став, на пишување, на добри текстови, на текстови со смисол, со панк рок енергија, немаше разлика помеѓу Party Breakers и Матхани. Никаква разлика. Спореден со европскиот, мислам дека малку повеќе во нојс одеше американски. Добро, експериментален ној со Sonic Youth, тоа значи пуштиле душа, не се држа за норми, значи една отворена креативност и така натаму. Значи тоа е друг момент. Сега, у тој момент, значи, ние договараме свирка у Скорпион, пак у тој Скорпион, и више имаме свирка и вика, значи треба да спрееме добар репертуар, едно 40 минути спрееме репертуар, сите песни беа на англиски. Од тоа време е Revolution песната? Не, после е Revolution. И го направивме тој концерт. И сега тука настана името, сега како ќе се викаме. И после проба идеме нели по партизанска дугачка од технички факултет на кај Дебар Мао, не на кај Чаршија, таму се искаше Чаршија. Имаше полна месечина. И сега брейнсторминг, нели, вакви имења, такви имења, ај вака, ај така, и сега некој и бевме само јас и Гуле, идеме по пут. Ово име не. Вака нешто? Не. Не, ќе каже некоја идеја? Не. И сега гледа полно месече, викам, викам, Moons. И ја нешто, како Velvet Moons, те викам. И сега, они малку контраши беа секој, значи, зашто Moons може обратно од Moons е Sans? И така настана Sans. Само кажи ми, песната Revolution што ја спомнав, првпат се појави во јавност како бенд Moons. Или Не, како Фрешко се појави. Како Фрешко, да. Затоа што во тој момент тука се разделивме ние. Значи после концертот решивме да снимиме песна и пак е тоа што тоа се снимаше. Снимивме една песна се викаше Let Me Make You Understand, пак на англиски. И ја више тука станав незадоволен што пееме на англиски, значи сакав македонски да се почне да се пишува. Таа песна нека лично не ми се допаѓаше и тука се разидовме малку. И тогаш Сале Гуле... Отиде како Фрешко песна? Не, отиде како Sans, али они со двоја после направија Фрешко, па го викнаа Дани на бубај и тогаш што снима Revolution. Мирна се откажа нели од целата таа работа и ја останав сам. И се вратив на студии, нели да вратам испити и така. Тоа е таа постава што замре на тој начин. Како Sans настапивте во Скорпион?
Да, Аха, како како Санс. Санс. Да. И сега остана сам. Останав сам и малку и се прерадов, се разочарав малку, знаеш. Се вратив на факултет, знаеш, требаше да се студира, треба, знаеш, некоја иднина Студираше архитектура. архитектура студирав, да. Така. Да. И ете го со Дани се видов случајно на улица. Даниел Димитровски, Бушава Слуша азбука. азбука, да. И има оне Во бендер. тоа време храм Хиберфренија Kids on Acid. Да. Дани и Мартин Тасевски. Да. Они беа само како кичме, дисциплина кичме беа Да. баси бувен. И шо приш како си Дани кој Дани? Ништо е. Абе што направите со бендот ова? Викам ништо, викам се распери ова, сега сам сум ова. Кај бе шо ви кај ќе свириме, викам. Што бе? Ајде вика ја и Мартин и ти. Ајде викам да пробаме. И каниф у железара горе, он имаше. Тоа е многу значено, секој бубњар има просторија за проба. Без бубњар, Секогаш бендовите гравитираат кај бубњарот. еве Еди даде тука да се отиде и ќе дојдеме до тоа туку аеродром, тука Санс се дефинираше кај негов подрум. Значи таа тројка после ќе дојде и еве таа приказна. Значи идеме кај нив и сега како ќе се викаме? И Дане вика, па Санс се викаме како другче. Викам, добро, ајде се викаме, ќе продолжиме со Санс и тука ја има више напишано 2 песни нови на македонски, значи првата македонска авторска ми е моја со не само мој. Аха, Мој. насловната од албумот. И рифовски, знаеш, интересна и се, знаеш. И втора беше Breaker. Аха. Првен беше на англиски, после нели се напишав на македонски. И така почна македонската приказна на Санс. Што сакам Што тука се на англиско име, да ама тоа е многу важен момент што почнав да пишувам текстови на македонски. Многу интересен пресврт ми беше тогаш, таа средба на сензибилитети. Значи, ја спомнавме како ја опишам твојата гитара, со она лепеза, со онај, ќе го речам, дури онаков пргав саат механизам на Дани. И некако Лесли тоа- Лепрошев. Да, Многу Лесли да, Лепрошев, да. многу фанки, многу... Брз, ама да, не механички, него лепрсов, Да, 120 на сат. да, многу. И Мартин со една своја онака добар дух во целата приказна која што влегува. Не, а Мартин само еден тон Joy Division, нема скала кај него, мислам само root note, значи коренот. Каже ми вика прогресија и толку панк рокерски, така. Сега на тоа ја легнав нели пак како гитарист мора да се развиваш. Сега не може да бидеш имитатор цел живот, така. Бараш некој автентичен стил. Тука полека ти се развива и стилот. Кога почнеш да пишуваш музика на гитара нова, ти копираш, ама полека и тука ја почнам да се изфилтрирувам како автентичен гитарист. Што ти беше по-конкретно иновацијата во тој период во гитарата? Значи, компонирање во скали и многу интересни брзи рифови. Значи, рифовите не се само нели веглани, значи мулти акорди во еден риф. Значи, цела Санс музика чуеше значи тоа све се свири со риф. Значи тоа е нашизма и после соло. Значи во основа на таа хармонија да се направи мелодиско соло и да се напишат мелодични вокали. И тука доаѓа сега што ќе напишеш како текст, што се легне на таа музика, која приказна кажувате во текстот. Значи повеќе постануваш текстописец, аранжер, значи комплетен songwriter, композитор. Така Кај што го споменуваме вокалниот дел, значи исто така ми беше интересно твојот начин на пеење. На сцената не беше видено такво нешто, имаше некоја дисонантност, некоја... фалшови. Ама тоа ја го сваќав како стил. Не е фалширање. Види, тоа е многу себе тражење тука. Знаеш, цел тој период и со Дани и Мартин е себе тражење. Значи, да се дојде до ова што е Санс како дефинирана песна, тоа се 2-3 години себе тражење, експериментирање. Да. И на концерт, ако не направиш, ако не научиш, нема каде. На концерт се опробува песната, на концерт се опробува, нели, вокалот. Не, многу песни на концерт нема текстови готови, ги импровизирав. Тоа е Джезерски. Картер школа. Да.
Али после кога доја, ајде снимаме албум, више досно, чекај се, значи, мора да се седне да се напише приказната, знаеш. Вели Шпењева може би било фалширање сето тоа. Не знам дали си свесен дека имаше млади бендови кои што се обидуваа да ги копираат со нас. Дури и во името на бендот. Така. Јас се сеќам на бендот Source. Source, да. Кој што онака, ако ќе ги преслушам, тоа ми е онака интенционално одење да звучиш како си да видиш. Инспирирани, да. Имаше. И тоа е многу убаво. Мислам дека некои ги обработија Талок и некои наши песни, кои ние што ги преработивме Badmintons. И тоа е многу убаво. Многу убаво кога македонската генеза така се продолжува. Значи, не е традиционална народна музика, туку нов бенд обработува песна убава од друг нов македонски бенд, со нова македонска музика. Се крстија рок, крстија fusion, jazz, како сакаш, али тоа е нова македонска музика. Формацијата со Дани и Мартин ја спомнавме од прилика. Како настапи следната? Значи, фреско... Како се вика тоа... Не се тоа сретни околности, не се тоа несесни случаи, туку се сретни несреќи. Со сретни несреќи. Се ќе ти кажам како. Ајде. Значи, ние идеме да свириме предгрупа на Мизар, многу добар концерт. Со Каде беше тој? у МКЦ, голем концерт на Мизар. Предгрупа и тука сме Мартин, Дани и ја. Имам снимка од тој опасно добро. И звукот беше супер намесен за Мизар, значи звучевме многу добро. Ептем ми се допаѓа тој концерт. После тоа се пријавуваме ние за Рокфест, а се пријавувам у таа постава и добиваме место и почињеме со проби и Мартин се јава вика Джоле, имам испити, не можам. Останувам без басист. Она, спремни све, вика, не можам, имам испити. Сузе не ми дава. Теко се сме. Викам, добро. И сега, а јас знам, нели, Сале со Прешко почна бас да свири. И му се јавам на Сале. Викам, Сале, ми треба помош, ми треба басиста. На Роквест имам место све, нема проблем. Дојде се Сале, се свириме Сале, Дани и јас. И таква формација. Да. Се спремаме, 3-4 песни треба за Рокфест, не, 3. У тие квалификациони вечери. И кога беше финалот Рокфест у декември, значи ова почне негде ноември, не, крај октомври, ноември, значи у тој период од неколку месеци. И сега се спремаме, идеме квалификација и влагаме у полуфинал. И у тој период од квалификација во полуфинале, Дани вика, Джоле, идам во Лондон. Double trouble. Останува без бумјар. И сега со Сале, а на Сале му се бендиса, знаеш, тука се мој брейкер, знаеш, македонски музики. И викаме Сале, викаме бумјар. И почнеме да идеме по вие По свиркиве? по свиркаве клавесоне да видиме кој е добар бумјар. И одеме една свирка свира тоа Bloody George. Bloody George. Тука ли еди? За мене изгледа. За мене. На квалификациона вечер. И свири Bloody George и еди та. Тогаш имаш 18 години. Али беше уигран во тоа време Еди. Види, тоа е талент Богом дан. Нема тука, он нема што да учи. Он Богом Во тоа дан. време свирев со Еди. Така? Да, правевме онакви каверџиски свирки Аха. со Joy Division, Sisters of Mercy, не знам, Bauhaus. Океј, тоа, добро, супер. Фу, како беше Еди во тоа време. М. И сега ден денес И сега свири, или завршува свирка и сега ја и Сале на скали. Сум застанала, не мора да се симне, да го фатиме надолу некој. А не се знаеме лично. Аха. Не се знаеме, а сега он не знае, нели? Преку сценава. И доаѓа, ели, здраво, како се шуприш? Што имам? Викаме, слушај, Ели, викам, ти мора да свири со нас. Како бе мора? Викам, така бе, викам, брат, мора да свири со нас. Викам, шала на страна, викам, ни треба помош. Вака работува. И бе, нема проблем, вика, ги знам ја више песните. Како беше, викам, мој, вика, ле, добра ствар. И така еди, и ете така настана Саша, Андреј и Ѓокица. формацијата која што го дефинираше сними албумот. Го сними албумот. И да,
Денеска имам посебно драг подарок на винил, мојот со не само мој. Да, реиздание 2019 направивме со помош на Корпус Деликти Тошо Филиповски. Така. Изворно издание на Коприва Рекордс Точно, да. на касета. На касета. Значи, како е приказната? Победуваме полуфинале, влагаме во финале, 92-а, свириме, тоа е многу добро финале, тука се Чоканче, тука се Ареа, тука се Октавијан, Океан Пацифик, Санс, кој друг? Last Expedition и Санаториум нешто да не бе. Санаториум. Значи, гледаш, тука више скоро сите зреат. Санаториум, Чоканче, Last Expedition. Сите сме више идеме кон зрела фаза. Значи, имаме добри песни, имаме публика, почнува да звучи добро. Значи, почнува да звучи како добар рок производ, така? И сите добивме наградна снимка во М2, значи награда е една снимка во М2. Идем во М2, тонец Бранко Зафировски, Брацо. брат, Аха. продуцент Мики Јовановски Џафер. Што сега ще чуеше боле подобар менторски сетап. Џаферот, да има демо нешто, дај, знаеш, снимени на проба, дај да чујам. Брацо, нели, местење, бубњеви, појачала, она, па поземување, боксови, па поземување, на бутот премиерот, за снимање, басови, имаше таму еден убав ампек, во М2. На коца иконома. Ампегот 200 ватно, на тој беше басот. Местиме се и нели, еден тейк, два тейка и Џафер сугестија, Џоле, пази на дикција, ај, беше онако, знаеш, Аха. многу добри совети, нешто досега некој не ми ги дал. Значи менторство убаво, прекрасно менторство, прекрасно. Со која песна снимавте? Брейкер, Брейкер. да. И се вади касета, нели, таа Рокфест 92 и тука сме сите. Што ги спомнавме и тука доја таа фаза што понатаму, пошто звучевме добро, значи ја почнав напишав више доста многу песни, добар материјал од сати нешто концертно, почнавме многу свирки да свириме. Почнавме Прилеп, Битола, Куманово, Гевгелија, Тетово, каде не, по Македонија. После тоа што организираше турнеа по Србија, 92, Ниш, Белград, Нови Сад, Крагуевац. Значи, ние се исчеличивме така. Играни бевте одлично. Не само... Репертуарски спремни. А види се, ја на овие години постари свирам, знаеш, и джез со, нели, како джезери се гледа. Значи, ние бевме на тој левел. Се слуша, се гледаш, се знаци. Многу цаки идеи настануваат аранжмански на проби на концерти. Значи, аранжманите се бендовски. Ја ќе донесам песна, ама аранжманите се на проби. Се убивав на проби. Секој ден. Тогаш? Кај Еди Доле, кај Три бисери, Кај Три бисери, кај денски, за да не им сметаме на луѓето кога се поплавно работа, денски, од 11, не, од 10 идев да го разбудам Еди, пошто беше тежок настанување, до 11 ќе се разбудеше и од 11 до 1, 2 сати секој ден. И после демо снимки направив јас, со обичен микрофони декови, еден тек бендот, втор тек вокалот, значи да видиме што е како е. И ајде сега ќе бараме студио. Му стојам на Тоше, ми бапна некоја цена што не можеме да се дозволиме. И среќа имавме од српската сцена од Новембар Горан Костич, гитаристот и пејачот на Новембар бендот. Они беа студени во Загреб, па се пресели со војнава он у Ниш и го направи Новембар. И они тогаш сниме албум. И се слушавме ние по телефон, тоаш немаше, пази, нема интернет, нема ништо, писмо и жица, земен телефон. Или поздрави го. Да. Викам, кај снимавте? Па вика у Белград у тој Гого студио, кај негов именјак. Колку пари? Толку и толку. 15 марки од сад беше нешто. Што е го? 15 марки од сад? Дај ми број. Му сеаев на Горан Костич. Слободен си? Викаме, имаме толку не буџетот, 900 марки, толку имаме време, значи до 5 дена. Кога си слободен? Тоа беше ноември негде, 93-та беше, пази. Октомври, ноември 93-та. Идеме во Белград, у најголема криза, у најголеми војни. Нема грејење, нема трамваи. Мене ми се деси една ноќ, пошто спиев у Нови Белград, по луѓе спиевме. Немаше трамвај откажан.
И со еден татко вика, кај идеш, викам, па идам до железничка, таму беше студиото. Па идам, викам, ја да соберам ќерка ми од средно, вика, ај со мене ти го покажам путот. 4 сати по снег, пешки, и доаѓам, вика, кај се, а нема телефон, нема, вика, кај е човеков? И доаѓам у 6 навечер, смрзнато вака целиот, викам, ја не можам да свирам, викам. Да ги откручиш прстите прво. Се ги откажа. Викам, дај нешто вокали да снимаме. Вика, ај денеска нема снимање на, вика, имаше македонка жена, вика, направи жена ми графче за вас. А вика да се згреете. Абе лудница причи, но какви приказни. Па тоа шибанезот ја на турнијата го скршив. Па го лепев дома. Со каучук од чаршија од овие столари везена. Го направив добро, супер, што имаше све. И се пази. Пред снимање местиме се у студио. И сега го подпирам, имаше некако еден шанк, го подпирам. И муабет ми го цимнав и банезов паѓа. Ај. И се крши пак. Кај што беше лепен? Да. И слеќе имаше он еден Джипсон. Не, и Банес као Джипсон беше. Аха. Исто беше Банес. Вика, еве ти гитара, вика, да снимаш. Мисли, со тоа е снимано. Со тој, со Джипсон. Да, и Банес Ибанез. као Лес Пол што беше. Значи не е снимено со мојот Ибанес и боље, пошто тоа беше боља гитара. Али исто вако дисторженот цел звук. Ете така. Така испадна моја сон само мој. Беше дистрибуција од тоа време Багишоп. Југотон и Багишоп. И Југотон. Значи тогаш пак инспирирани од направи сам. Do it yourself, панк рок, етиката. Дека нема што ја сега да идам да се молам, тогаш беше овој период ми каза на МТВ, па Да. пеа таму Last Expedition, Чоканче се измолија, сите доби албуми. Архангел двојката се сними, сите доби албуми, освен нас. Ама требаше да идам да молам. Да. И ја викам, браќа, Punk's not dead. точно. Викам, што е филозофија фирма да направиш, човече? Ја имав тогаш пиво продававме со стариот мој. Аха. Регистрирана фирма за све и свашта. Викам, ќе направиме фирма, човече. Лейбл. Лейбл, правиме Коприва Рекордс. Само ради албумов. И после тоа, Сте едно се објави, да, Иле дојде тогаш феноменален техно албум и по Тито Техно, бендот Ксавије Ресит. Ксавије Ресет, и он му требаше издавач, значи МТВ ова нема, војни, затворени сме, нема, све е затворено, викам, хајде да викам, под моје име имам више, На адреса Петар Делјан. 10 број 2, значи имаш, нели, како се вика, она, како се вика тоа примопреда, идеш у Југотон, оставаш Со 20, испратници. со испратница со све, значи регуларно, данок, манок, све тоа, све тоа. Жоле, секам да речем, за да си кажеме некој збор, многу пријатно изненадување ми беше изгледот на обвивката на... Значи, се мислев дека е твој дизајн, Ја би сакал. но тоа е, не го запаметив името на авторката, Елизабета Аврамовска. Елизабета Аврамовска, но концептот е твој подпишан, колку што знам на обвивката на Не, касетата. дизајнот на обвивката ми тоа, овој цртеж што е тука беше на плакатот за архитектонско биенале 92-3, 92. Значи на постер беше. Тој постер беше залепен кај мене у соба. Пошто нели студирам архитектура. А Елизабета ми беше асистентка по ликовно на факултет. Кој беше професор Владо Георгиевското? Да, Георгиевски? Владо Георгиевски беше. Да, да. И идам јас со плакатот, пошто ние нели дома сечно и вамо таму и ајде омот, што омот? И Сале тогаш гледа овој плакатот, вика, шо бе омот, вика, еве го омотот. Разбираш? Слика. И скенирано од плакатот, пошто оригиналот беше изгубен, пошто тука ќе даеш нешто Нова Македонија, папала маца. Знаеш, Весело Епен Скопје, шарено. Скопские. Скопје, А па еве, современо. камени мост, градски зид, Да. ново мало, стари мала, знаеш, станицата, саато, застрана спет, Скопје, така. Можам да го документирам. Ама така весело. Вако Исто така што сакам да прокоментирам логото на Санс. Да. Кој е авторот? Гули Сале го нацрта вечерта пред концерт. После истата вечер кога дадов името. Многу се убави израците што излегуваат и Да. симетричноста. Па добро, тоа е уметничката игра. Да. Како се вика, Симетрија? не е палиндром. Ќе ти Нема везе, текне. нема Да, везе, да, добро. да.
Да чуеме нешто. Ајде, Или да свириме. Ајде да свириме нешто доста. А, Имаме верни тука 3 гледачи, не слушаат цело време. Фала многу да сте живи. Сакам, За вас. сакам да се надоврзам со серијава настани. Добро. Значи, првиот настан кој го правевме за Бастион, го рецензирав после како Life at Pompeii. Самите си направивме муавет, самите се изслушаме, Да. ама добар муавет. Вториот веќе беше она еден апгрейд неочекуван со појавата на Владимир Јанкуловски басистов на ден Така, за ден. така. Сега имаме многу повеќе публика, ама важен е муабетот што останува и опашката што после тоа Абе, останува. Супер, дечки, вака да продолжи со овој формат. Овие разговори се многу важни. Сега не само со ние сме више стара генерација. Млади, нови ликови, значи важно се разговара. Како ќе знаат луѓето ако не се разговара? И ми е драго што го снимате, затоа што ќе се чуе гласот. Луѓето ќе се заинтересираат дека нема многу медиуми за Да се зборува за на овие македонска теми. култура, Да. за нашата култура. Чуш ние децении посветивме од животот на ова, греот е да не се разговара за тоа. Стварно е жалко. И ти благодарам за ова што го правиш. Многу ми е она, ми значи што прифати да дојдеш и Како нема да радост е заедничка. Заедничка. Затоа што Да, разбирам. утре Џуле патува за Англија. Ти се гледаме почесто. Ја веќе ќе дојам почесто. Во терчаниците што ти престојат, Да. фала ти што одвои време да дојдеш. Свириме? Што правиме? Ајде, Ајде ајде, прво. врни. Ај сам свири прво. А? Врне од сам сега спириме. Ајде. И ти на мандолина и Деко. Значи малку ќе импровизираме со jam session. Можеш ли ќе присуствувате на нешто многу добро, може нешто многу лошо, не знам. Ќе видиме како иде. Ali беше добро на проба. Значи, драги мои посетители, сите двајца. Драги наши посетители. Оба троje, да. Некако најбоја песна за акустична е Врне од Санс. Затоа што и сите се напишани на акустична гитара, претежно, па после се со електрични бои и така натаму. А хармониски најбоја вака и за мандолинче и за втора гитара. Се вака се вика Врне. Зошто овој ден ти врне? Дали денес има место за промени? Губам сила, радосен, топол воздух, сонце, благороден, сака да те видам. Бараш да сум безпрекорен. Дали имаш одговор на се? Губам сила, радосен,
Топол воздух, сонце благороден. Сакав да те викнам. Измешани чувства, не си сигурен, не си сигурен. Има ли зборување овој пат? Еј, толку си мирен, не знам дали дишеш, не знам дали дишеш. Губам сила, радосен, топол воздух, сонце благороден. Сакам да те викнам. Иде весело. Смешани чувства, не си сигурен, не си сигурен. Има ли зборување овој пат? Фала многу. Браво бенд! Ле, да правиме бенд ние, ова е супер. Од втора. Поводот за да бидеш тука беше настапот кој што пред некој ден, како што рековме, го имаше со Винцето помаш. да. Више, па краја више, бира се опуштен. Со бендот од прва. Да, од прва. И уште едно изненадување од комбинација на луѓе кои што се вклучени во тоа. Прекрасни луѓе кои што сум свирил цело ова време. Значи сега зборуваме за бендот во кој што покрај Золе се Михел Мишко Парушев и Ѓокица беше и он, Золе Он е Ѓоко крстен, али е Џоле, нели? Џоле Максимовски. Золе Максимовски на бас. На бас. Кажи нешто за оваа соработка сега, што се случува? Што се случува? Значи, скокнав еден голем период од мојот живот, 30 години. Така. Значи, Да сме после живи и Санс здрави. има 30 години, во кои што јас, нели, уваком сум од некој јавно настапување и објавување, меѓутоа со Санс имавме повеќе настави. Значи, 2005-та акустичен концерт направивме со Еди, само јас и Еди, во МКЦ во Фросина, снимена на YouTube е, се ја сам да не се фалам. Прекрасен беше. Под Санс. Санс, да, Санс. 2005-та. 2006-та на Плагијат. Свиревме со како хедлайнери, значи тука беа Мугер Фугер и други бендови, значи помлади што не ги памтам тогаш. Меѓутоа тука настапивме со Дробицки.
со Павел Дробицки на бас. Значи А, тука се Еди, Павел и јас. Значи уште еден прекрасен Сурс музичар. се спои со Санс. Да, Source to Sans. И на плагијат, и тоа беше одлична свирка, многу добра свирка. И после 2009-та, повторно со Сале, Еди и јас, направивме УМКЦ како ревивал концерт 2009-та. И тука завршува со Санс живиот настав. Умеѓу време јас почнав малку да истражувам и во други музички сфери. Значи, македонска традиционална, меѓутоа дојдов до македонска традиционална преку арапската музика. Ја почнав многу да го слушам Ану Абрахем, тој е еден мароканец, прекрасен утчија, значи на леута, на ут, како викате тука на ут. Значи, за ECM снима, значи, со джез музичари, и тоа ме фрапираше дека е еден нов, модерен тейк на нешто традиционално, однесено во модерни води, и звучи фантастично ново, а пак убаво се влече во корените. И тоа ме фасцинираше. И почнав со учење, Почни анализа. да свириш ут. Да, почнав сериозно си купив ут, почнав да го свирам. Меѓутоа, за да свириш ут, мора да научиш што е позади музиката на арапскиот и турскиот и сирискиот и балканскиот свет. И тука доаѓа учење книги, купив книги за макамите, почнав да ги учам скалите, тука ги најдов кои маками се користат во македонски Традиционално песни, македонски, да. да. И оваа песна, Колјо, тој макам. Не си го дали знаеш паметиш Милице? Тој макам. Значи, се има многу преклопувања и со традиционалните скали, значи хармониски, мајнор, дурски, значи има преклопувања, и има многу И поголема со палета. модовите. Со меѓунотите, пошто се бежични инструменти како виолината, кларинетот така. и утот, значи имате многу тонови кои што западната музика нема оперирано да не ги слушаме. Да. И тука ги откривате со целата наша традиционална балканска и македонска, се албанска, македонска, бугарска, грчка, јужносрпска наречија, како сакаш, босанска, таа е една музика. Не е таа, нема етникум. Денес ги поимаме како граници, нешто што Ма било какви порано граници, едно човече? море на размена. Било е една држава и качи се у Сараево, заврши у Багдад, не ти треба пасош. Нема какви граници. Тоа било, значи, друго, прекрасно време. Може малку, да го завршам малку, тие 30 години, значи, малку музицирање со другари локално, по родендени, по свадби, значи, кавер бендови, озезанција, значи, колку да се одржам у форма. Зборуваш за во Англија? Во Англија, да. Аха. И дојде период, значи, кога наближи нека 50 години, кога пак ми се врати таа желба за... Меѓу време пишував песни. Си пишував и песни на македонски, и, нели, и пијано научих, почнем на пијано компонирам. И ми се отвори нова, може да си направам студио. Да си направив музичко студио, затоа што си викаш, добро бе, ти сакаш да биде столар. Како ќе биде столар без работилница? Без алат. И без алат. Не може да биде столар. Значи, се мачиме по дома, по дневни соби, по... Направи си работилница, брате. И тука почна, после, кога направи студиото, простор, значи, да може да урлам, да викам, да свирам, да вежбам и да никога да не му досаѓам. И полека да си ги завршам песните, па почнав ги снимам демо ствари и така се роди Вселена, првиот соло албум. После Вселена, пошто почнав со Луд, ковид отфати, ми се отвори простор, пошто ја осекогаш сакал електроника, Kraftwerk, Orbital, никош не ми било странно тоа. И ден си слушам електронска музика. И решив на електронска подлога да направам медитација на македонски теми, и така настана вториот албум, помеѓу зборовите. Значи, помеѓу зборовите е музиката во нордената. Тоа е Between the Words. И третиот EP е, пошто фатив и прим, и македонска тамбура да учам, и се надевам добро ги научив. И утот направив композиција за по секој инструмент. И тоа е третиот соло албум. Се вика 3. За 3 инструменти. И е трет, се вика 3. Сите се на Bandcamp, кој има желба. Денови разгледувај, ќе видов И се на YouTube, и на YouTube Music, и на Apple, на Spotify, на што сакате, на се се. И последно што не ми е сегде, направив
акустична живо албум, значи промоција направив на Вселена, у ковидот се деси и го направив на YouTube во живо, го снимив тоа, значи јас акустична, усна армоника, направив малку аранжмани Дилановски да биде с усна армоника, тоа го снимив, испадна убаво и го објавив како во живо албум промоција на Вселена, ама албумот се вика Од прва. Затоа што една песна имам што се вика Од прва. И за тие другарства и рау како ова. Ова е наше настанува од прва. Аха. Сети си пријателе кога од прва се сретнавме. Сети се кога од прва се заљубивме. Сети се кога од прва не беше добро. И така од прва се наметна дека со Мишко и Џоле се беше од прва. Се видовме со Мишко на кафе лани. И вика, ајде вика, шо приш, ајде вика, Шрафот вика, студио, има ајде да снимаме. Викам, што да снимаме, Мишко? А бајде имаш ти песни, ќе снимаме нешто. Викам, не, викам, многу ми е чест што сакаш да свириш со мене, стварно убаво. Не од што ти се свири, знам дека ти се свири, на Мишко, не. Викам, ај нека ми зрее идеја, викам, имаш басиста некој добар. Вика на Џоле, они се стари другари од време. И сега кога дојав навака, викаме, Мишко, идеја бе свирка, ајде бе. Сега ќе му се на Џоле. И се слушна они, се видовме на видео чат, викам, дечки, правиме бенд, материјал. Викам, ајде да почнеме со нешто, да се видиме дали имаме хемија, да направиме нешто, па после, Боже мој, ако оди. И така се случи. Дојавме тука, се видовме во лабораториум на кафе, дојде на лабораториум газдава Декла, тој ми е школски другар. Кај си Декла, шо правиш? Што ја правиме бенд. Еј, да бе, ајде да свириме. Ајде, кога си слободен? 28. Букирај. Сецко, ало, имам бенд. Ми требаат инструменти. Немам ништо, не дознам ништо. Џоле нема проблем. Носи, што ти треба? И појачало, гитара, ефекти. Све од прво. Не сум те видел до сега со телекастер. Нели? Да. Имам црн телекастер јас купено, али тоа е со джипсон магнети, го свирам на плагијат. Аха. Концертот на YouTube ако го видиш, звук страва. Али не е класичен телекастер, пак е Фендер е телекастер, али со хамбакери? Со хамбакери има джипсон мрсен звук, значи за гитаристи како мене. Како помина дешавкава? Како Значи, Ово ти беше после овие години, последните настапи со Санс, прв настап во Македонија? Практично да. Практично да. Види, јас сум презадоволен затоа што како бенд профункциониравме, како бенд имавме хемија, свирката беше, има снимка, сега не можам да кажам беше топ, треба да сте таму. Љубопитно сум е како си помина пред се. Не, види, јас си поминав лудо и незаборавно, али ова го правам сега. Музиката е и сериозна работа, сега не е за занција да направиш бенд. И одговорност, сега пишуваш музика, што е длабока, интимна, ја споделува со луѓе, и сега правиш нов бенд. Сега не си свиривме материјали од Вселена од мојот соло албум, 2-3 ствари од Санс свиривме нормално, и сега тоа звучи супер, со нов дух, со нова хемија. Сега ја да ги имав нив која справи Вселена, албумот ја беше 350 пати подобар. Дека е со топ музичари, добра хемија, значи одмах го фатија, мислам. Џоле е фантастичен, дојде спремен, ме коригираше, ова не ти е вака на снимка, значи. Ова ги знаеше подобро од мене. Така. Се е тоа во ред, али сега што е следно? Значи, јас сакам да направам нов материјал со од прва. Се враќам во Лондон, се влагам во студио, пишувам нов материјал, го снимаме август-септември и тоа е идејата, исполнуваме албум. И целата идеја ми е да биде топ балкански рок фьюжн бенд. Пошто ја на македонски ќе пеам, не ме интересира ни англиски ни ништо друго, македонски. До смрт. И ќе видиме што ќе биде. Тоа е процес, да сме живи и здрави. Разговарајќи пред да почнем со мојот, едно време еден лајт мотив не се врти, да го пушти срцето. Отворено и ќе се десат работите. Точно, да, апсолутно, да. Зеле уште една тема само, значи животот во Англија, како е, што правиш таму? Дали освен музика и со друга професија се занимаваш? Па се разбира, сега ја како музичар не можам фамилија да одржувам. Значи,
тој другиот Ѓокица е софтвер дизајнер. Значи, ја од тука почнав, ако се сеќавате, има постари пријатели тука, на утрински вестник, на форум, на дневник, значи сите тие шпигели и после форум бев и ликовно-графички уредник. Утрински вестник исто го цел го дизајнирав. Значи, ја работев више у Македонија како графички дизајнер, после специализирав книги и вестници и у форум бев ликовно-графички уредник. Значи, јас отидов веќе во Англија со добро портфолио како ликовно-графички уредник. И ми беше многу лесно да најдам работа со тоа портфолио. Значи, има еден Ѓокица, паралелно, што е татко, што е дизајнер, заработуваш на пари, и има тој, овој што го гледате, музичарот, кој што сака да свири музика, а не се продава. Да си да кажеме следна средба, Да. Боже, ќе речам само ова. Ти чепка ли некој по инструментите од помладата генерација Зафировски? Значи, да, и ја не ема свирија пијано, ама за жал не ги интересира музиката, али обожаваат, имаат колекции све, ама па за тоа се и двете дизајнерки се у тој домен се на тато ќерки. Да не радуваат тие. Да. Џоле, секој добар, фала многу што пак уште еднаш на се, свири последно. Ајде, Пуштаме, Лаза, како сме со работно време? Треба да се прибереме бргу, а? 20 минути. Ајде, уште едно свирење и до крај уште нешто ќе пуштиме. па добро да те освириме од соло албумот Вселена, песната Заедно сами, што ја свиревме со од прва. Много добро. Оставиме сам да ја оставиме. Добро. Тука сме пуштени. Седиме овде заедно сами, оддалечени, но близко, еден до друг. Чуваме во себе длабоки мисли, недопирливи, искриени, со надежда бидат откриени. Твори се, не тревожи се, заедно сами, да не бидеме. Ослободи се и допри до мене, заедно сами, да не бидеме. Како школки, цврсто затворени, криеме богатства да бидат откриени. Лебдиме на светот, арогантни, отмени, недопирливи за никој, во ембрион свиени. Твори се, не тревожи се, заедно сами, да не бидеме. Ослободи се и допри до мене, заедно сами, да не бидеме.
сами да не бидеме. Копање по музичката историја и сегашност, број 3. Џоки Сазафировски, Наум Александровски, Дијан Шкарчов Деко, Рокбар Круг, Васко Марковски. Се гледаме следниот пат. Фала. Благодариме. Најдобра, најбоља публика. Фала на тонците, фала на снимателите, техничко особје. Фала.